Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани ги продолжува градежните активности за реализација на започнатите проекти за изградба на тротоари и улици во градот и во дел од населените места. Според пресметките, за оваа градежна кампања од сопствениот буџет, како и со подршка од државата, се инвестираат близу 200.000 евра. Подобрувањето на временските услови овозможи да продолжат градежните работи на неколку улици во Кочани, за што локалната самоуправа инвестира над 11 милиони денари. Со бехатон поплочени се дел од тротоарите на улиците Љупчо Сантов и Асном, а слични активности се изведуваат уште на 3 сообраќајници. На улицата Блаже Попарсов дополнително се довршува изградбата на подпорните ѕидови, при што за комплетната реализација на проектот вложени се 1 милион и 600.000 денари, добиени од буџетот на Република Македонија. Исто така, подпорни ѕидови се градат и на улицата Ѓорги Пулевски, пошто ќе следува нејзино асфалтирање. Градежните активности на улицата Кресненско во Станије опфаќаат систем за одводнување, дренажа, поставување решетки, шахти и рабници, како и асфалтирање на 1550 метри квадратни. Во меѓувреме, општина Кочани објави оглас за избор на фирма што ќе гради улицата Михајло Арсов на влезот во селото Прибачево во должина од околу 400 метри. За оваа улица планирано да се потрошат околу 2,5 милиони денари. Во тек е и огласот за доделување договор за јавна набавка за бетонирање на пристапни патеки, улици и тротоари. Со годишниот план за јавни набавки планирани се 5 милиони и 300.000 денари, од кои дел како грант од Светска банка наменети за реконструкција на десниот коловоз од улицата Тодосија Паунов на потегот од автобуската станица до Агенцијата за вработување. Кај жените карцином на дојка и на грло на матка. Кај мажите карцином на дебело црево и на белите дробови се најчести застапени карциноми кај луѓето. Поразителната статистика вели дека се намалува и старосната граница. Се почесто карцином добиваат младите околу 20-та година. Наследниот фактор, но и начинот на живот. Главни ризик фактори за појава на карциномите. 4 февруари се одбележува светскиот ден за борба против рак. Секојдневно расте бројката на лица со дијагностициран карцином. Статистиките покажуваат дека се намалува и старосната граница. Се почесто млади лица имаат карцином. Карциномот подеднакво се јавува и кај мажите и кај жените. Кај понежниот пол најчесто се јавува карцином на дојка и на грло на матка, додека кај мажите најчести се на дебелото црево и белите дробови. Кај двете групи, и кај мажи и кај жени, значи благи пораст, али константни пораст на малигни заболувања присутен кај нас. Најчести се карциноми дојке, после тога малигни заболувања на дебело црево, кај мажите белодробие, дебело црево и така. Во општа болница Кочани, откако е донесен мамографон за прегледи на дојка кој обслужува цел регион, направени се голем број мамографски прегледи и ехо прегледи и мамографот работи со закажани прегледи. Во 2018 година во Центарот за јавно здравје Кочани доставени се вкупно 602 индивидуални пријави за малигни заболувања. Од нив ново откриени и пријавени се 82. Од вкупно доставените пријави кај жените најчест е карциномот на дојка 185, од кои 22 се ново откриени во 2018 година. Потоа следат карциномите на генито-уринарниот систем 78, од кои 18 се ново откриени во 2018. Кај мажите најчест е карцином на простата 28, од кои 5 се ново откриени во 2018 година. Од останатите малигни заболувања, најчесто се колоректалниот карцином со вкупно 35 пријавени, од кои ново откриени се 9. Потоа карциномот на кожата со вкупно 33 пријавени, од кои 6 се ново откриени, и карциномите на респираторниот систем со 38 пријавени, од кои 10 се ново откриени во 2018. Колоректалниот и карциномите на респираторниот систем се подеднакво застапени кај машката и кај женската популација. Во однос на возраста, најпогодена е старосната популација од 55 до 64 години кај сите малигни заболувања, говорат информациите од Центарот за јавно здравје Кочани.
Во приватната здравствена установа Нирвана хирургија пак, годишно се прават околу 3500 прегледи, од кои на биопсија се праќаат по околу 200, а од нив помалку од половина се новооткриени карциноми. Доктор Мит Користов, специјалист од оваа област, вели дека секоја година само во оваа хируршка ординација се откриваат над 60 нови случаи на карцином на дојка, што е поразителна бројка. Лекарите велат дека најчести ризик фактори за заболување на карцином на дојка се наследниот фактор, генските промени, личната историја на пациентката, зрчењето во млада возраст, а во превенцијата од болеста ги насочуваат здравиот начин на живот и исхрана, само прегледот на дојките и најважно, редовните контролни прегледи кај специјалист. Годинава, 4 февруари, Светскиот ден за борба против карциномот, се одбележува со кампања насочена кон подобра информираност, како и едукација за зголемена свесност за превенција од малигните заболувања. Праксата укажува дека добар дел од заболените своите први прегледи ги прават во поодмината фаза. Намалување на возрастната граница има, порано значи се јавуваше над 40 годишна возраст, меѓутоа сега се намалува границата така да веќе кај средношколци се појавува карциномот на дојката, значи порано многу ретко под 35 годишна возраст, а сега веќе по 20 години се јавува карциномот на дојка. Мислам дека во нашата република недостасува здравственото просветување на населението, се уште е голем бројот на пациенти кои што доаѓаат во понапреднатиот стадиум, затоа што е важно за карциномите ако се отвираат во раниот, во локализираниот стадиум, дека тогаш терапијата е подобра, преживувањето е подобро, ремисиите се подобри, за разлика од тоа што они се јавуваат многу покасно, кога веќе и онколошката терапија многу не може да помогне. Инаку во источниот дел од државата има само 3 мамографи кои функционираат, а тоа се во Кочани, Пехчево и Берово. Од Кочанската болница информираат дека од 2016 година започнаа да се прават и мамографски скрининг прегледи, преку кои жените над 45 години се повикувани на преглед со цел превенција на малигни заболувања. Професори и раководниот кадар од Средното општинско училиште Љупча Сантов деновиве присуствуваа на првиот состанок одржан во Португалија во рамките на проектот 8 струни на нашите лакови, финансиран од програмата Еразмус+. Целта на проектот е преку разни активности, интеракција и размена да ги мотивираат учениците да разберат како нивните новостекнати способности да ги реализираат во секојдневниот живот. Во периодот од 28 јануари до 1 февруари, представници од Средното општинско училиште Љупча Сантов присуствуваа на првиот транснационален состанок во Алжустрел, Португалија, во рамките на проектот 8 струни на нашите лакови, финансиран од програмата Еразмус+. На состанокот присуствуваа наставници од сите проектни партнери, и тоа од Велика Британија, Турција, Италија, Македонија, како и од земјата домаќин Португалија. Проектните партнери на состанокот ги презентираа своите училишта и разговараа за понатамошните активности. Основната цел на проектот е да се потикнат учениците да ја сватат важноста за личен развој преку развивање на способности кои би биле најсоодветни за нив. Основната идеја на проектот е да се примени теоријата за повеќекратна интелигенција на Хауард Гарднер, американски психолог, според кој постојат 8 видови на интелигенција. Оваа теорија, наспроти традиционалниот пристап на ист начин кон сите ученици, предвидува развој на различни пристапи кон различни наставни теми во зависност од способностите и вештините на учениците. Основната цел на проектот е да се потикнат учениците да ја сватат важноста за личен развој преку развивање на способности кои би биле најсоодветни за нив. Преку разни активности, интеракција и размена ќе ги мотивираме учениците да разберат како нивните новостекнати способности можат да ги користат во секојдневниот живот, а и помалку омилените наставни предмети да им станат подостапни. Преку размена на учениците во странство, тие ќе имаат можност да научат нешто за обичаите и културното наследство на другите држави и ќе видат дека сме исти дури и во нашите разлики. Следната проектна активност од овој проект е планирана за месец март, кога Средното општинско училиште Љупча Сантов ќе биде домаќин. Училиштето ќе го посетат 12 наставници и 24 ученици и заедно со представници од Кочанското училиште ќе работат на развој на визуелно-просторната, вербално-лингвистичката и логично-математичката интелигенција. Представници од Средното училиште Љупча Сантов, освен во Португалија, присуствуваа и во Словенија, во рамки на проектот Мојот виртуелен град, исто подржан од Еразмус+ програмата.
Меѓу другите активности се бираше и лого на проектот и од страна на Комисијата за евалуација составена од представници од проектни партнери од сите држави учесници. За најдобро беше избрано логото дизајнирано од ученици од Средното училиште Љупчо Сантов. Во рамки на проектот Мојот виртуелен град, подржан со финансиски средства од Европската Унија од програмата Erasmus+, во периодот од 24 до 26 јануари 2019, представници на проектниот тим од Средното училиште Љупчо Сантов присуствуваа на вториот состанок на проектните партнери кој што се одржа во градот Велење, Република Словенија. На состанокот присуствуваа проектните партнери од домакинот Словенија, Бугарија и од Македонија. Од Македонија представници од гимназијата и од КЈП Водовод, како и представници од невладината организација МАГА од Скопје. Целта на овој настан беше усвојување на концептот, методологијата и содржината на обуките за наставниците во средните училишта и утврдување на динамиката на активности која што ќе следува во наредниот период. Исто така се разговараше околу дизајнот на веб страната на проектот и избор на лого на проектот. Со предлози за најдобро лого на проектот учествуваа ученици од нашето училиште и ученици од Словенија и Република Бугарија. Комисијата која што работеше во состав од представници од сите партнери одлучи дека најдобро лого за проектот е лого изработено од наш ученик. Проектот продолжува со наредните активности, како прва следна активност е обуката за наставници од средните училишта од Кочани, Велење, Република Словенија и Пазарџик, Република Бугарија, што ќе се одржи во периодот од 25 до 30 март, кога Кочанското училиште ќе има таа чест да биде домакин на настанот. Спортската сала во Средното училиште Гоша Викентиев доби ново осветлување. Старите живини рефлектори се заменети со нови LED рефлектори. Започна и поставувањето на фотоволтаичните системи преку проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран од Министерството за финансии. Ново осветлување доби училишната спортска сала во Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Станува збор за замена на старите 400 ватни живини рефлектори со 100 ватни LED рефлектори, информираат од училиштето. Со оваа инвестиција, која што е со средства од самата школска установа, се добива заштита на електрична енергија и подобри услови за спортување на учениците и останатите корисници на спортската сала. Инаку од училиштето информираат дека стартуваа активностите околу најавеното инсталирање на фотоволтаични системи во двете средни училишта и општинската зграда. Монтирани се дел од елементите и проектот започна да се реализира. Средствата за овој проект ги доделува Министерството за финансии преку проектот за подобрување на општински услуги. Станува збор за грант од вкупно 2 милиони евра, кои се обезбедени преку ИПА компонентата на Европската Унија, а се наменети за набавка на фотоволтаични системи за јавни објекти за 35 општини од 4 региони. Со инсталирањето на фотонапонските системи ќе се направат значајни заштеди за струја кај овие јавни објекти, со што ќе се намалат трошоците, а истовремено ќе се зголеми и искористеноста на обновливите извори на енергија. Објектите на кои ќе се инсталираат овие системи ќе можат самите да произведуваат струја преку фотонапонски системи. Планинарско-спортскиот клуб Осогово од Кочани викендов беше домакин на зимска планинарска школа на Пониква. Учествуваа поголем број планинари од повеќе клубови во државата, а настанот се одржа во соработка со Федерацијата за планинарски спортови. Над 100 планинари, членови на планинарските клубови од повеќе градови од Македонија, учествуваа на зимската планинарска школа што викендов се одржа во туристичкиот центар Пониква на Осоговските планини. На школата тие имаат теориска и практична настава за начините на движење по снег во планина и за употреба на планинарска опрема. Домакин и организатор на обуката беше планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани во соработка со планинарското друштво Мак Петрол од Скопје и со Комисијата за планинарски водичи при Федерацијата за планинарски спортови на Македонија.
Обуката се реализираше во два дела, при што планинарите имаат теориска настава за користење планинарски стапчиња, цепин, дерези и дрезги и како да изработат снежен профил. Во практичниот дел пак градеа зимско засолниште, учеа како да се движат во наврска и вежбаа паѓање на снежна стрмнина со цепини дерези. Главна цел на обуката е да се стекнат знаења за полесност наоѓање и преживување во зимски и снежни услови на планина. Предавачи на првата зимска планинарска школа на Пониква беа искусни и лиценцирани планинарски водичи од Федерацијата за планинарски спортови. Дел од опремата ја обезбеди планинарското друштво Мак Петрол од Скопје. Следува информацијата од спортот. Пинг-понгарите на Кучани го задржаа второто место на табелата во првата пинг-понгарска лига на Македонија по одигрувањето на 10-тото и 11-тото коло. Викендов нашиот клуб забележа победа и пораз, но обезбеди влез во баражот за пополнување на Суперлигата. Во првенството на првата пинг-понгарска лига викендов се одиграат 10-тото и 11-тото коло, како продолжение од пролетниот дел. Пинг-понгарскиот клуб Кочани забележа една победа и еден пораз, со што во моментот има 19 бода, еден помалку од конкурентот Радовиш. Во првата средба што се играше во салата на пинг-понгарскиот клуб Форца во Скопје, нашите играчи ја совладаа екипата на Дебар Маало со резултат 4:1. Во вториот надпревар од 11-тото коло, тие беа немокни против екипата на Студенти загубија со 4:2. Сепак и покрај ваквиот расплет на настаните, пинг-понгарите на Кочани обезбедија учество во баражот за влез во Суперлигата, со што по повеќе години клубот има реални шанси да се најде меѓу најдобрите екипи во државата. Без разлика на епилогот, до крајот на првенството, клубот останува во горниот дел на табелата далеку пред своите конкуренти. Во моментов ја држи втората позиција. Во следните 12 и 13 коло, нашите пинг-понгари ќе се сретнат со екипите на Струга и Борец Тим од Велес, кои се во долниот дел на табелата и не би требало да представуваат поголема пречка за освојување нови бодови. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.